660 интервенции за пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Тетово во изминатава 2022 година. Согласно ова, годината што помина била и повеќе одработна за пожарникарите, за кои како најголем предизвик се најде гаснењето и локализирањето на пожарот кој избувна во објектот на поранешната фабрика Македонија Табак во мај претходната година. Неизбежни биле и интервенциите во домаќинствата, оние за време на временските непогоди во градот, но и при сообраќајни несреќи. Ова година ми имавме 660 интервенции, но се знае дека имавме и голем пожар. Тука може да двоим некои месеци кои што се многу и покритични, кога бевме март месецот имавме шумски пожари и тоа и повеќе такви пожари на простори. После мај месец што имавме голем пожар кај Табак Тетово. Тоа беше најголемиот пожар може у историјата на Република Македонија. После имавме интервенции на август месецот што имавме и поплави и такви ваѓање вода у куќите. Се знае дека противпожарна единица Тетово се справи и со сообраќајки и со другите работи што се случуваат у градот. 2022 година за пожарникарите на професионален план ја одбележала и соработката со UNDP, односно донираната опрема која е од голема важност и со која им се олеснува работата. Ова година може да забележиме и добрите работи што соработката со UNDP, соработката со ЦУКИ и со другите релевантни дирекции што ги имаме тука, што се бават со ова надност. Имавме добиено од UNDP комбе за справување со поплави и го користиме исто за сообраќајки. Од дирекцијата за спасување имаме добиено кола или како го кажуваме ние джип што ни иде теренски и ни помогнува многу. Имавме тренинзи со наши нови членови што ги имаме тука. Територијалната противпожарна единица во Тетово моментално брои 96 вработени, од кои 73 професионални пожарникари. Но како што велат оттаму, оваа бројка не е задоволителна и дека имаат потреба од околу 55 нови вработувања, бидејќи како што додаваат, тие ги покриваат и областите на 5 рурални општини во Тетовското подрачје.